Благодарам, почитувам председателе. Дозволете ми и јас да го честитам големиот христијански празник на сите христијани во Република Македонија и на вас, почитувани колеги. Почитуван колега Трајче Димков, пред да одиме на продолжениот викенд, значи во предвечерието на христијанскиот празник, еден наш колега, колегата Стеван Анџија, имаше една така голема оптимистичка желба и размисла дека за време на христијанските празници некој ќе размисли што прави и дека ќе ја каже волшебната реченица "се откажувам од тиранската платформа". Денеска е втор ден, Великден, но како што гледате, како што слушате, почитувани граѓани на Република Македонија, тоа едноставно не се случува. И не само што не се случува, туку упорно се тврди дека тиранска платформа нема. Јас се извинувам, колега Тунтев, но, што ве споменувам, еве тиранската платформа. Не знам дали службите, кога го делеа говорот на колегата, што таксативно ги наброи сите барања на тиранската платформа, дали не ви ја дадоа и вам. Верувам дека ја имате, но еве сте ја превзеле улогата тоа да го велите. Значи, ова не е пародија. Пародија е тоа што вие велите дека нема тиранска платформа, па мафтате со памфлетот наречен владина програма, замислете, и тоа исто така подценување на македонските граѓани, владина програма од 50 страници. Значи, тоа е, не знам, досега не се случило 50 страници владина програма. Но и тоа дел од оние кои што треба да ви бидат условно речено коалициони партнери, го оспоруват и велат. Еве, јас нема да шпекулирам и ќе прочитам. Јас мислам дека во парламентот не можат да постојат две платформи. Во парламентот се представува владина платформа која ќе треба да ја поддржат сите пратеници од мнозинството и сигурен сум, значи потенцирам, сигурен сум дека албанските пратеници нема да ја поддржат платформата на Заев, доколку во неа не се предвидени и точките од платформата на албанските партии. Што тука не е јасно, почитувани колеги? Што не е јасно? Значи, во памфлетот во кој што мавате се содржани барањата од тиранската платформа. Отфрлете ги тие барања, како што бара народот и како што бараме ние. Благодарам, господин Дим.